Добро вечер или добар ден. Како што знаете, тема на денешната трибина е состојбата на медиумите и кој е виновен за актуелната ситуација во медиумите. Јас сум Мири Ордановска, новинар во Бирн Македонија. Точно на доаѓање имав чест да го сретнам портпаролот на ВМРО ДПМН Илија Димовски, кој што досега во последниве можеби 4 години ниту еднаш ми нема кренато слушалка кога го имам барано за изјава. И точно сега го сретнав случајно, седеше на маса до мене и ми вели, можеби не кревам слушалка, меѓутоа еве ќе ве почастам со едно здраво. Како тоа да беше нешто што јас треба да се чувствувам почастена. Па уште згора на тоа ги додаде и наградите кои што беа доделувани минатата недела за истражувачко новинарство и рече, слушнав колешки твој добија награда и не биле малку пари. Значи сето тоа изразено со еден цинизам, со една иронија, на која што јас тука морав да додадам од странски служби беа, бидејќи нели тонот со кој настапи беше таков. Така што овој пример кој што деве се случи пред 5 минути, мислам дека доволно дава до знаење за тоа каква е медиумската состојба и каква е поделбата помеѓу новинарите во ова време во кое што живееме. Едните се нели провладени, другите се оние кои што работат за странски служби, соросоиди, платеници и слично. Меѓутоа Илија Димовски во случајов не е тема, јас повеќе би се задржала на последната изјава на претседателот Ѓорги Иванов, кој што конечно се разбуди од зимски сон, меѓутоа имам чувство како да ги преспал последниве 10 години, па не знае каква е медиумската состојба во државата, па успеа да не обвини сите дека сме виновни за она што сега се случува. Пред да ги представам гостите, да отвориме темата, јас прво би сакала јавно да му поставам прашања до претседателот Иванов по повод неговата изјава за тоа дека како што судиите се виновни самите за ситуацијата во која се наоѓаат, така и новинарите самите се виновни за актуелната медиумска ситуација. Па така она што имам да го прашам претседателот Иванов е дали ние самите сме виновни за затворањето на А1 телевизија и за тоа што повеќе од 800 медиумски работници останаа на улица по затворањето на телевизијата, на најголемиот критички медиум од страна на власта. Тука нема да навлегувам за оно за што беше осуден и обвинет Велија Рамковски, туку за можностите за спасување на телевизијата кои што власта не ги искористи, туку напротив реши да ја затвори телевизијата по секоја цена. Дали можеби новинарите се виновни за тоа што, како што можеме да слушнеме од аудио снимките, треба најпрво додатна баци рака кај министерката Јанкуловска за да добијат амини да се вработат во јавниот сервис. Дали можеби сме виновни за тоа што поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков ги нарачува прилозите и како да се јавува во контакт центар, си кажува кој прилог му се бендисал, кој не, и таму добива одговор, веднаш ќе биде сменет. Вакви прашања има на вистина многу. За овие би сакала и да продискутираме со вечерашните гости, тоа се Бранко Гировски, Драган Антоновски, Зоран Бојаровски, долгогодишни новинари кои што имале можност да работат и да комуницираат и да пишуваат за многу владеачки структури досега. Така што еве ќе почнеме од Гировски. Кој е виновен за ова и дали новинарите се виновни за овие прашања кои што ги потегнавме? Добро вечер на сите на кампот на Слободата пред владата. Се надевам дека кога веќе ве земав, се зедов обврска да ве поздравам. Се надевам дека наскоро во наредните денови ќе се оствари целта поради која сте тука. Јас за жал денови поретко доваѓам, имам некои други обврски, меѓутоа следам што се случува. Директно на прашањето на Мери да ти одговорам, делумно сме виновни ние новинарите. Значи, пред малку дадов една изјава за тоа кој е виновен што новинарството во Македонија денеска е на најниски гранки од како јас го паметам.
веќе паметам, доста паметам 30 години, нели, како изгледавме порано и сега. Велам, делумно сме виновни ние затоа што не го направивме она што требаше во вистинското време. И сега ќе се обидам да кратко да објаснам зошто. Кога дојдовме тука, водевме мал неформален разговор пред почетокот на трибината и се потсетив на 2011 година. Веројатно се сеќавате, тоа не беше премногу одамна. Се одржа едни избори на кои разликата меѓу власта и опозицијата беше некаде 50-60 илјади гласови, ако добро се сеќам, во полза на власта, а ако се пресметаат и гласовите на Народна партија, ВМРО Народна партија, на Достоинство и на другите опозицијски партии, опозицијата всушност таа година освои повеќе гласови од власта. Зошто беше тоа? Што беше различно? Се прашувам дали денеска има повеќе енергија, повеќе желба за промени во Македонија, за промени на овој режим кој јас го критикувам од самиот почеток. Мислам дека има повеќе енергија, но постојано се прашувам дали на следните избори ќе постигнеме таков или подобар резултат како во 2011 година. Дали граѓанството, разбуденото граѓанство ќе успее на следните избори да го победи овој тоталитарен режим. Се прашувам и дилемата ми останува, а разликата е во тоа што во 2011 година ја имавме мокната еден телевизија на страна на вистината, би рекол, имавме 3 дневни весници, имавме нешто што наликува можеби на нормална медиумска инфраструктура. Значи, проблемот не е во нашето јалово очекување, како да кажам, очекување кое нема да се оствари дека ние новинарите, односно тие новинарите во медиумите контролирани од власта, утре са бајле ќе се разбудат и ќе бидат подобри, попрофесионални, дека Илија Димовски утре ќе те поздравува и ќе биде добар и ќе ти дава изјави. Ништо од тоа нема да се случи. Така работите не одат. Битно е во едно општество да имаме различитост на медиуми, да имаме плурализам на медиуми. 2011 година имавме исто така многу корупција, исто така многу заробени медиуми, исто така контрола врз сите други национални телевизии, освен во врз А1 телевизија и делумно врз Телма, и Алфа, да, во еден период претходно, но и затоа го имавме тој подобар резултат, затоа што имавме делумно нешто што наликува на нормална инфраструктура. Денеска имаме нешто сосема друго, имаме, послаби сме во тој поглед, да бидеме објективни, во поглед на мокните медиуми. Можеме да бидеме посилни, можеме да сториме нешто, се надевам после ќе стане нешто, ќе остане после да се каже во текот на трибината. Јас тука би запрел и велам, за таква една ситуација, за таква една поставеност се виновни политичарите, особено се разбира тие од власта, од режимот, но виновни сме и новинарите и ние самите, бидејќи мислам дека и дури таа 2011 година кога падна еден телевизија не свативме баш што се случува. Впрочем, кога јас размислував што ќе се случи кога ќе падна еден телевизија, кога си разговаравме вака колегите меѓу себе, бидејќи беше известно дека тоа ќе се случи, така се замислав дека ќе има барем 20-30 илјади луѓе пред владата или пред собранието во поддршка на еден телевизија, а таа згасна онака тивко некако како старец на 90 години што умира незабележано од никого. И тоа е, јас берем се чувствувам виновен, а сега друг не знам. Гледајќи ги сега вестите на телевизиите и комуницирајќи со мои колеги со кои што до 2011 успевавме да одржиме некој баланс и дружба и размена на мислења, сега тоа како да згасна. Секогаш одговорот на
тие луѓе кои што не веруваат во сопствените текстови, а знаеме дека мораат да ги напишат и дека се принудени да ги напишат бидејќи се издиктирани од еден центар, секогаш одговорот е немаме, мора од нешто да се живее, мора да се платат сметки, мора ова да го правам. Докаде е границата на тие новинари кои што, не знам, некои можат, а некои не можат да ја променат? Што се случува? Тоа печатокот е кога се почесто да се случува. Добро, тоа е собствен избор. Микрофонот не работи. Нема. Ајде сега, добро. Добро, ја повеќе ми личи онака добар ден да кажем отколку добро вечер, затоа што денски сите работи се гледаат, така што не сакам матни и затемнети приказни. Она први да се надоврзам на Геро кој е виновен. Јас мислам дека сите сме виновни помалку, и ние новинарите, и партиите, и оние кои што го грабна новинарството, кои што грабна слободата на професијата. Јас многу ќе сакав да речеме денеска да дебатирам во некое студио, а вие да бевте онака седнати дома во фотелја и да имавме сите услови и вие спокојно да гледате и јас спокојно да дебатирам. Меѓутоа сите сме на улица. Што ни се случи? Оние кои што треба да бидеме внатре, останавме на улица и почна да не нарекуваат уличари, а оние кои што беа уличари влегува во студијата и сега ни продаваат новинарство. Така што работите комплетно се извртени и многу придонесовме. Се сеќавам на времето кога ги прашував моите постари колеги кога бев помлад новинар и кога има изблици некои 3-4 луѓе кои што денеска се звезди, добро, зашто им дозволувате да работат, зашто не се оградите од нив? Тие тогаш ми велеа дека, тие се малку два-тројца се, ние сме многу. Сега се сврте повторно приказната, тие кои што работиме по стандарди сме малку, а тие се многу. И така што мислам дека имаме голема вина во тоа што им ги оставивме медиумите да ги злоупотребат, што им ја оставивме професијата да ја злоупотребуваат, затоа што добар дел од колегите видоа дека тоа е доста исплатлива работа, па така што почнаа да шуруваат со партиите, да ги плаќаат партиите, па почнаа со бизнисмените и така приказната излезе надвор од колосека. Многу едноставно, се може да се врати, само доколку се вратиме на базичните нешта, на она што е суштината на професијата. Новинарството треба да информира. Треба да им се даде простор и на едните и на другите, и на тие кои што ти се допаѓаат, и на тие кои што не ти се допаѓаат, за да може гледачот, за да може граѓанинот да извлече заклучок што е што. Денеска е киднапирана вистината, ние во медиумите имаме само лага и после се ова што сега ни се случува, мислам дека многу тешко ќе се вратиме на нормалата. Иако пак ќе кажам, едноставно е. Зборувајте само вистината и информирајте ги граѓаните. Не пропаганда. Ние сега имаме само пропаганда. Ево односно на Мери ти што го праша, не можам да ги оправдам колегите. Јас бев во ситуација да останам и да молчам, бев во ситуација да ме плаќаат многу повеќе од другите за да ги протнувам прилозите, меѓутоа не се согласив. Тоа е, значи, лично во себе, колку ти ке можеш, односно колку сметаш дека и припаѓаш на професијата, колку знаеш што значи професијата, загрозеноста сите сме, и вие тука и ние надвор кои што сме сега од медиумите сериозно загрозени, но пак треба да се има образ и да се остане доследен на она што значи новинар. Повеќето од нас новинари сега се срамат од професијата, кога ќе ти кажат новинар, во однос на она што сега е понудата новинарска, дефинитивно е за срамење. Така што излез има, меѓутоа првин мора да признаеме отворено што ни се случува, а потоа многу полесно ќе дојдеме до решенијата. Да продолжим. Добро, во исцртувањето на овие контури што сакаме да ги направиме ние четворица тука, ќе додадам нешто што исто така се надевам дека ќе дополни, ако не ја заокружи целата слика околу тоа кој е виновен за целата оваа ситуација.
Јас исто така го ценам многу тоа што Геровски речиси секогаш во своите настапи, секогаш прво поаѓа од нас, од лично тој сами од себе си, а потоа и од луѓето што ги припаѓаат на оваа професија и што секогаш се обидува меѓу нас да ги пронајде причините заради оваа ситуација. Исто така и колегите и Мери и Драган се прилично конструктивни и критични во однос на нашиот личен удел во целата оваа ситуација. И сега јас исто прилично се согласувам со нивните ставови, но сепак јас ќе исчекорам еден чекор понастрана или понатаму или понапред и ќе кажам дека една политичка партија сосема јасно ни е за која станува збор, во одреден период кога дојде на власт, препозна или, да бидам уште попрецизен, некои луѓе во таа политичка партија, можеби, обично така се зборува, не знам, со сигурност тоа никогаш не сум го ниту дознал, ниту го проверил, ниту пак ме интересира. Многу пострашно беше тоа што беше употребено како совет од некои што ги советуваа тие луѓе, дека во наредниот период, откако дојдоа на власт во 2006 година, е многу важно да завладеат со медиумите. Исклучително важно. Две работи се одат во прилог на оваа теза. Прво, тоа дека можеби нешто порано, но од тогаш наваму понагласено, луѓето, освен што се во многу голем број часови присутни пред малите екрани, пред електронските медиуми, во исто време настапи и она позната промена, усовршување на технологијата, па така сега ние сите тука сме 24 сата приклучени на нашите мобилни телефони. Сето тоа беше доволно, овие две причини беа доволни. Има уште една многу важна што ќе ја споменам, а тоа е се поголемиот број на неопределени гласачи за време на изборните циклуси во самото предизборие. Тие два фактора им кажаа на советниците на некој на врхушката од владеачката партија дека е многу важно да завладеат со медиумите, да ги контролираат, и она што се случува од 2006 наваму, јас во принцип со секојаш оптимисти предпознавам дека таа ера веќе завршува и се гледа крајот, но од тогаш наваму она што се случи беше едно систематско, со предумисла, уништување на медиумскиот простор во Република Македонија по неколку основи. Прво тргнаа во купување на медиумите и тоа го правеа прилично успешно. Таму каде што Македонската радио телевизија е една посебна приказна, можеби подоцна, не знам Мери каков е планот, ќе се задржиме и на прашањето на Македонската радио телевизија, но таа е една посебна приказна која е апсолутно целосно завладеана, узурпирана, девастирана, уништена и воопшто не придонесува во она што значи незината основна задача, а тоа е да го промовира и штити јавниот интерес во Република Македонија, интересот на граѓаните. Значи тргнаа со купување на медиумите, таму каде што запна најбрутално беше во 2011 година, кога беше по разни постапки затворена А1 телевизија, а потоа и весниците што беа во тој круг и луѓето што припаѓаа на тој круг на медиуми. Во 2006 се случи нешто што сите очекувавме дека ќе биде некаков одскок во она што значи некаков квалитет и некаква нова страница во историја, во поновата историја на медиумите во Република Македонија, а тоа беше влегувањето на ВАЦ во Македонија, кога беа купени 3 вестника тогаш кај нас, така, и во 2012 година ВАЦ се повлече во Република Македонија и ништо не оствари, тоа е моje лично мислење, од она што беше навестувано, беше ветувано дека ќе биде реализирано во смисла на подигање на социјалните стандарди, подигање на професионалните стандарди на новинарите по углед на новите собственици кои доаѓаа од Германија и кои ветуваа дека нивното влијание ќе го промени целиот тој однос во Република Македонија, во медиумскиот простор. Следен процес кој почна да се случува во тој период, можеби ќе заборавам нешто, но сепак не сме тука за на таков начин теоретски да ги елаборираме сите овие процеси, но следен процес кој исто така е многу битен, почна да се создава
еден паралелен медиумски простор во Република Македонија, особено во кај интернет порталите, и на тој начин започна она што веќе тука беше нотирано како во некои феномени од новинарството, започна куриризацијата на македонскиот медиумски простор. Тоа е еден сосема поинаков, сосема неновинарски феномен во Република Македонија, каде што во медиумите, велам пред се интернет порталите, а потоа се случи неверојатно чудо, од тие интернет портали почнаа да преземаат содржини и да ги пласираат како авторитетни неколку национални телевизии кои едноставно е невозможно да сватите дека на тој начин дозволуваат нивниот професионален стандард да биде заменет со она што значи стандард на една општа појава на куриризација на медиумскиот простор. Тоа го создаде целиот овој амбиент во кој се наоѓаме денес, и тоа е тоа што јас се обидов во ова мое првично излагање да придонесам во отварањето на оваа дискусија, за да имаме представа точно за тоа кој беше виновни и на каков начин се оствари таа узурпација, тоа завладејување со медиумите и со медиумскиот простор кај нас. Добро, имавме за прв пат владата даде отчет минатата година за тоа колку пари има дадено за владини реклами. Според пресметките тоа стануваше збор за некои 18 милиони евра за 2 години, според тоа што го има објавено на веб страницата. Никогаш не кажа колку пари одделно си имаат влијано во медиумите. Од друга страна, не знам, на Бирото за јавни набавки може да се види колку пари се сливаат, тоа може би станува 2 до 3.000 евра месечно, меѓутоа во порталот Курир, не знам, Радио Слободна Македонија, еве спроти нас Република се. Имате ли, еве, Гировски имате портал, водите портал и Весник. Како е со владини реклами? Тешко се стигнува, лесно се стигнува, има борба? Нормално дека немаме владини реклами за владините кампањи, иако морам да кажам дека за локалните избори во 2013 година месечни беа да, и за парламентарните избори ВМРО ДПМН како партија го препозна својот интерес и се рекламираше на Плюс Инфо, например. И се разбира, бидејќи како што не можете на некого кој ќе влезе во дуќан да му речете извини, за тебе не може леп затоа што ти си од ВМРО или од СДСМ, така и ние сме просторот е достапен за сите. Проблемот е во нешто друго. Не се само тие милиони евра за кои зборуваме. Вкупниот рекламен колач во Македонија, ако јас добро паметам некои цифри, станува збор за 50 на милиони евра од сите компании во земјата, а вие знаете дека државата, владата, како најголем работодавец и како најголем контрактор, практично има добри односи или односи на влијание врз најголем дел од најмокните компании. Така што денес како водите сите вие што тука гледам колеги од независните портали, не е проблем што немате реклами најчесто од владата за владините кампањи. Прашање дали треба да го имаме сето тоа, ќе стане на, замислете сите сега да објаваме кампања ова за здрава храна, ќе станеме катастрофа, најздрава нација на светов, него вие нема реклами ниту од компаниите кои има директни врски односи со власта, бидејќи тој е начинот на кој се корумпира нивното природно право да ги рекламираат своите деловни активности каде што сакаат. Многу компании праксе, значи ако денеска се појави рекламата во опозицијски медиум, во критички настроен медиум, сосема е можно утре са бајле на врата да му стаса инспекција и некој да го праша што правиш ти човеку, каде се рекламираш, имаш ли некоја идеја. Тоа е таа ситуација. Проблемот е што многу често правиме лажни симетрии, не разбираме
амплитудата на проблемот, тежината на проблемот не го разбираме. Значи велиме вака обично. Имаме провладини медиуми, имаме опозицијски медиуми, имаме јавен сервис кој не е добар и имаме некои медиуми кои се неутрални, тие се најдобри. И сега мислиме дека тоа е кога ќе нели ставиме 4 ентитета, мислиме дека тоа е отплика распределено на по четврт бурек, нели имаме четвртина провладини, четвртина вакви. Не е така. Значи трагична е ситуацијата. Тоа мора да се свати. Ќе ви објаснам после зашто мора да се свати. Трагична е ситуацијата затоа што имаме ние? Имаме едно огромно море на медиуми. Најмокни медиуми во кои владата наоѓа начини легални, полулегални, илегални да фрла големи пари, медиуми во кои работат многу наши колеги кои тамо ги заработуваат и тие крваво своите пари и нема утре да бидат подобри. Нема да се освестат, бидејќи нивната екзистенција им зависи од нивните газди. И од другата страна постојат мали островца на слободата, нејаки медиуми, 1 до 2 или ајде да речеме 1,5 телевизија, од која половинката е со национална концесија и со, како се вели тоа, терестријално нели емитување. Имаме неколку портали, можеме да речеме, не знам, 20-тина, со спуштање на нивото на оценка на нивните перформанси. Например, имаме портали од човек 2 што се редактираат у спална соба, се подготвуваат, се бајле со кафе и така натаму. Да, имаме еден неделник кој доживеа све што доживеа, нели збориме за колегите од Фокус и кои поминани се на едно премрежие таму што се случи, се знаете. Имаме еден дневен весник кој еве денеска е 500 од број, едва и живееме во тој дневен весник, како и сите други вие. И тоа е реално што го имаме. И сега пазите, кога немате комуникацијски канали, кога немате нормална поделба на медиумите, а ние се ужаснуваме од идејата, леле колку сме поделени. Па треба да бидеме поделени, тоа е поентата. Значи во светот постојат либерални, постојат конзервативни медиуми, постојат леви, постојат десни, постојат екстремно леви, постојат секакви. Постојат тотално незаинтересирани за политика, постојат премногу заинтересирани за политика. Значи, поделбите се нормални. Кај нас постои едно чувство дека тоа треба да се нивелира, дека сега треба всушност да све да биде неутрално, да биде стабилно, тоа се смета за професионално неутрално, тоа што е сосема погрешно, и да биде мртво. Во една колумна напишав, најстабилното место во Скопје е се гробиштата на Бутел, таму е све стабилно, не мрда ништо. И ако продолжиме во таа насока да размислуваме, ние всушност ќе се обидеме да создадеме такво мртво новинарство на кој ќе има само споменици. Ние ќе станеме некакви споменици на нешто што било некогаш. И сега, зборував за 2011, сега ќе кажам 2 збора за април 2016, кога се закажани следните вонредни парламентарни избори, ако ги има, ако се формира преодна влада што ќе ги организира, ако и така натаму. Значи, под предпоставка да ги има 2016 година, со ваква медиумска инфраструктура што имаме денеска, јас повторно ќе прашам, ќе поставам прашање на кое ве молам да се замислиме сите. Како идеите за кои се залагаме, а не се залагаме сите за исти идеи, дури ни овде на масава и веројатно сите тука, како тие, по кој канал, како ќе пристигнат до граѓанството? Како мислиме тие да се слушнат некаде? Пазите што се случи пред некој ден. Се објави извештајот на Прибен, Европската комисија. Исклучително критичен, исклучително значен, бидејќи го регистрира она за што ние пишуваме, зборуваме со години веќе. Вие дали сте свесни дека голем дел од нацијата нема поим дека постои тој извештај? Врска немаат луѓето.
Најголем дел од медиумите од што ја поддржуваат власта, контролираните медиуми, воопшто не го објавија тој извештај. А тој ден осамна големи фотографии снимени од хеликоптер, од тамо некаде Демир Капија и со поглед врз автопатот што се гради и насловите, главните наслови беа "Ваков автопат нема ни во Германија како што се гради". И сега пазете, тоа е она што го добива обичниот граѓанин на менито денеска. Тој што не е должен да ве бара по трафики, да смислува начини, да дреме на Фейсбук секоја вечер за да открие, за да дојде вистината. Канали, вие да имате најдобро возило, Порше да имате, нема шанси сега да стаса од оној крај на улицава Илинденска до мостот. Зашто? Затоа што каналот е затворен. Ќе седи таму и ќе дреме, никој нема да го види. Нема да дојде израз воопшто. Така и со идеите. Тие нема да стасаат во 2016 година до луѓето ако не се обидеме нешто битно да промениме. Не може многу, но јас мислам дека во дел од овие разговори што сега се водат, мора да се разговара да опозицијата, критичката јавност, да се изврши притисок, да добие свој простор, свој велам, не неутрален, туку свој простор и во јавниот сервис, да мотивира приватни ентитети, бизнисмени, или да добие, не знам, концесија за телевизија, да ги зајакне постоечките медиуми кои целиот овој период се борат и го одржуваат, нели, жарчето на критичката мисла. Инаку може што сакаме да направиме, да бидеме гениалци, да измислиме формула како Македонија преку ноќ да се прероди и да стане навистина рај на земјава, сето тоа ќе биде џабе, бидејќи народот нема за тоа да може да разбере. И затоа прашањето на медиумите, ја инсистирам на тоа, е прво прашање на инфраструктура, прашање на да се има медиуми, а потоа е прашање на професионализам, на однос на газдите према уредниците, на однос на новинарите, на нивна посветеност и така натаму. Земав многу време ова рунда, си извинувам, ќе ще дам после. Добро, поделбите секако се нормални, треба да ги има, меѓутоа да заземаат, барем да има некаков баланс. И јас нема да заборавам кога се случија за прв пат тука протестите пред влада за Мартин Нешковски, кога беа објавени аудио снимките на јавниот сервис. Првата вест беше како 5 начини како да ослабете за време на летото. Вториот прилог беше најдобрите туристички места што треба да ги посетите во летниот период. Потоа следуваше временската прогноза и дури на крај беше нешто таму некаде пред владата се случува и тоа беше се. Значи, како може тоа да се промени? Постојано тоа го велиме дека нема доволно простор, не се дава, луѓето не знаат што се случува, медиумите кои што се меинстрим медиуми кои што треба да се најгласни ги премолчуваат важните настани. Тоа го правевме како новинарски пленуми и рецензиите за вестите на јавниот сервис, тоа го покажа. Кој е тука спасот? Каде е спасот? Добре, ќе се надоврзам на Геро што го почна претходното прашање со рекламите. Не случајно со рекламите ги купуваат медиумите. Затоа што јас сум сигурен дека информациите, вистинските, точните информации да стигнат до најголем број граѓани, дека нема да има дилема кој ќе победи на изборите. Меѓутоа, вистинските информации не стигаат, не само извештајот. Јас мислам дека и добар дел од бомбите, добар дел од луѓето не ги слушнале што е суштината и што е разговарано. Така што, токму заради тоа, алатката реклами се користи за да се купат медиумите, за да се купат ставовите, за да се купи родувачката политика. Така што го ќе видите на некои портали дека еден ист банер го има кај сите, немој да мислите дека тоа значи дека сите добиле иста сума. Значи, куририте или провладините ќе добијат 1000 евра за неделно, а истиот банер кај другите ќе биде 50 евра.
Така што тоа е голема манипулација луѓето кои што мислат дека сите споделуваат исто, еве го има и кај едниот, и кај другиот, и кај третиот и нема никаков проблем. Значи со рекламите вие ја одржувате го одржувате медиумот за да може да работи. Така што без тие реклами, значи медиумите остануваат новинарите без плати, а медиумите без новинари. Така што тоа е битна компонента во обстојувањето на медиумите и токму заради тоа се агресивни и токму заради тоа ги плаќаат и ги држат за да може да ја замајуваат јавноста. Не е проблем доколку некој медиум е провладин или проопозиционен или про не знам што, меѓутоа е проблем кога тој кој што е сака да биде на страната една структура кога лаже, кога шири невистините информации. Сега јавниот сервис е тоа што треба да биде некаков столб, барем според мене, каде што ќе може да споредите вие како граѓани што е што. Затоа што кај нас имаме многу често од еден настан да имате 4-5 различни приказни и да не знаете што се случило. Ако го плаќаме сите јавниот сервис, тоа значи дека треба да бидат присутни, треба да биде присутни сите страни на она што е информацијата. И тие кои што биле за и тие кои што се против. Значи мора да имаме еден столб, да почнеме од едно нешто, каде што ќе дознаеме што ни се случува во државата, па потоа на другата страна мислам дека потоа ќе биде многу полесно, затоа што медиумите не функционираат само од пари. Медиумите функционираат и она што е многу побитно, барем за мене, претпоставувам и за вас, доверба, колку им верувате. Кога ќе ги научите дека тие медиуми лажат, дека тој новинар лаже, дека тој секогаш ги ја испревртува вистината, нека има колку сака пари, јас сум сигурен дека нема да го гледате. Ако ќе падне гледаноста на тој медиум, тогаш ќе нема ниту реклами. Така што битна е довербата, меѓутоа мора да почнеме од нешто, од некаков столб, а тоа е дефинитивно јавниот сервис, кој што не може да ги крие информациите, не може да ги премолчува, не може да ги дефокусира, туку мора да ги пренесува на станите во интерес на државата. Сега тие имаат проблем и во интерес на граѓаните. Имаат проблем што е државен интерес, што е интерес на медиумот. Значи тие секогаш поистоветуваат власта, тоа е државата. Не, апсолутно. Граѓаните, ние тука, сите кои што се дел од она што значи општествен систем се држава, а не само тој кој што е на власта. Така што мора да се почне од јавниот сервис, за да може да слушнеме сите што ни се случува, а потоа мислам дека ќе биде многу полесно да избереме која страна. А во овој дел јас уште малце ќе продолжам понатаму. Најавив и во првиот мој настап дека Македонската радио телевизија е една посебна приказна и ќе продолжам во таа насока уште малку. Со една мала интервенција, со една мала асоциација врзана за она што Бранко го зборуваше пред малку. И што го кажав јас во моето прво излагање, две работи треба да ја направат разликата. Прво, кога зборував во моето прво излагање, се обидов накратко да ја објаснам таа изведувањето на таа операција на завземањето на медиумите, окупацијата на медиумите во Република Македонија. И таа операција, сакале ние да признаеме или не, кој сака, тоа може да си го направи со различен степен на прифаќање или не, но според мене таа операција е успешно завршена. Окупирани се медиумите, медиумскиот простор е окупиран, вклучувајќи ја тука и Македонската радио телевизија. Она што остана како мали оази на отпор, слободни зони и така натаму, тоа е она што е тука се некои од луѓето што ги гледаат, што доаѓаат од тие слободни зони на отпорот, каде што се уште се чувствува ветерот на слободата, на професионалното новинарство и така натаму. Сега, тука да го вклучам сега комплекс од прашања на слободата на говорот и на слободата на изразувањето, кој тргнува пред се од слободата на изборот. Значи, оние медиуми што се окупирани, тие избрале да бидат окупирани и затоа се сега во таква ситуација. И тоа е нивното право на избор. Како функционираат во такви услови, тоа они си знаат најдобро, она што го прават, нека им служи на чест со медиумскиот простор и со она што они мислат дека го прават, нели, мењето на мозоците на граѓаните во Република Македонија, но тие тоа го направиле врз основа на нивниот избор, а ние можеме да полемизираме дали тоа го направиле со слободна волја, дали ги купиле, со колку пари, но очигледно е дека имале цена, таа цена им е, вредноста на таа цена им е испорачана и тие се ставени сега
на таа страна на окупираните медиуми. Кога зборуваме за македонската радио телевизија, тоа е единствениот сега медиумски простор, столбот, на кој граѓаните во Република Македонија можат да влијаат. И заради тоа, вие сигурно најдобро го знаете тоа, не случајно македонската радио телевизија е ставена во овие 4 или 5 основни барања кои се нели на коалицијата граѓаните за Македонија, а кои гледаме дека сосема соодветно ги сватиле и луѓето во Брисел, во Вашингтон и сите оние кои се обидуваат да ни помогнат во оваа ситуација, дека македонската радио телевизија е просторот кој треба да се повторно да им биде вратен на граѓаните на Република Македонија, односно да му биде вратен на јавниот интерес, на промоцијата, на заштитата на јавниот интерес во Република Македонија. Има една многу едноставна дефиниција за она што значи јавен интерес. Јавен интерес вели е оно кога имате здраво општество, стабилно општество, безбедно, и кога имате функционално општество. Дали ние имаме здраво општество? Немаме. Дали имаме безбедно општество? Немаме. Дали имаме функционално општество? Немаме. Соодветно на тоа, кога зборуваме за јавниот интерес, очигледно е она што сега треба да се испорача како барање, а веќе е испорачано до македонската радио телевизија. Од таму да си заминат луѓето што се испратени да го узурпираат тој простор. Да си заминат во историјата која ќе се препознава како страници во историја страници на срамот и да си останат таму за секојаш запишани на страниците за срамот. А македонската радио телевизија да им се врати на сите граѓани во Република Македонија. И кога велам на сите граѓани во Република Македонија, мислам на сите, а не само на одделни членови на една партија или одделни членови на друга партија која промовира некакви партиски интереси кои не се јавниот интерес на Република Македонија. Заради тоа, кога би имале еден јавен радиодифузен сервис, како што треба да имаме, тој во голема мерка ќе биде просторот кој ќе ги балансира сите овие ситуации со комерцијалните медиуми, каде што реално зборувано, заради она што го кажав, правото на избор, ние не можеме да влијаеме сега. Таа битка е загубена. Ние можеме да прогнозираме дали тие некојаш ќе се вратат и повторно ќе влезат во територијата која ние ја нарекуваме слобода, но тоа повторно ќе биде нивниот избор. И тука ние вака, можеме да ги критикуваме, можеме да правиме рецензии, можеме да дебатираме. Во голема мерка оваа дебата е еднонасочна и тоа е една од причините што јас ја забележувам како проблем. Ги нема тие луѓе тука, не дека сме ние виновни заради тоа, тие сметаат дека не припаѓаат на овој простор, на просторот на слободата, поудобно се чувствуваат таму во просторот на неслободата, нека си останат таму ако сакаат да останат. Ние ќе останеме во просторот кој го нарекуваме слобода и во тој простор ние ја сакаме македонската радио телевизија, во просторот на слободата. И заради тоа сите напори што треба да се направат, што можеме да ги направиме, тоа можеме да го направиме. Да ја вратиме македонската радио телевизија на народот, на јавниот интерес. И во таа насока треба да бидат насочени сите напори на граѓаните, на коалицијата за Македонија, да ја вратат македонската радио телевизија во слободата на просторот. Јас само едно подпрашање имам тука и дилема. Дел од колегите што се сега дел од раководниот тим на македонската радио телевизија, едно време ги познававме како професионални новинари, како новинари кои што се трудеа избалансирано да известуваат, и наеднаш се случува некој пресврт, едноставно тие луѓе веќе не ги познаваме. И оттаму ми се наметнува дилемата кој е тоа раководство кое што ќе каже не на било каков притисок и кој што ќе го задржи своето достоинство како новинар, без при тоа да настрада финансиски, дали преку други притисоци, дали преку отказ и слично. Постои ли таков човек во Македонија? Таков раководен тим кој што може да ја заземе македонската радио телевизија? Значи, новинарите и секој човек, а и во медиумите особено, има нешто што треба да го чуваат, да го негуваат и да го промовираат, а тоа е интегритетот. Значи, ако нема некој интегритет како професионалец
во оваа смисла новинар, тој може во 2011 да го препознаваш како промотор на слободата, а после неколку години да видиш дека си се излажал. И да го видиш во просторот на неслободата и да ја промовира неслободата. Тоа е прашањето на интегритетот, професионалниот интегритет. Ако направиме еден чекор поназад, тоа е прашањето на личниот интегритет. Секој од нас, ако сака да се промовира во професионалец со интегритет, не може да го прави тоа ако нема личен интегритет. Што значи дека, да не ја изведувам сега до крај постапката на овој логички силогизам, но ќе кажам тие луѓе лично немаат интегритет. Така да ништо не им помага од оној тип на раководства што сега постојат во македонската радиотелевизија, додека тоа коренито не се смени. Таму и не се работи само за раководството. Значи, бидејќи не знам Мери, ти не се сеќавам дали во македонската радиотелевизија, но јас и Драган бевме таму. Значи таму е направен еден целосна промена на луѓето. Таму не можете да најдете луѓе од некогаш. Значи тоа исто така е тоа намерно така направено, за да нема таму луѓе со интегритет да шетаат по ходниците, да учествуваат во работата на колегиумите, бидејќи тие ќе им го расипат расположението на луѓето без интегритет, на неслободните луѓе. Таму слободата не може да функционира, таа е таму ќе биде како вирус. Кој сака вирус на слободата во македонската радиотелевизија? Сега, тој организам ние треба да го излечиме, треба од таму да го извлечеме ракот, канцерот што таму е прочистен. Тоа го може народот, бидејќи македонската радиотелевизија и според законот им припаѓа на сите граѓани на Република Македонија. Како ќе се направи тоа, може да дебатираме. Може да биде со милом, како викаат србите, да побараме во овие прашања што ги разговараме овие денови во барањата, да се направи таа промена, да отстапат, да си заминат од таму, да дојде ново раководство кој ќе помине низ сите филтри легални кои постојат според законот за македонската радиотелевизија, односно законот за аудио и аудиовизуелни комуникации, во собранието да се именува нов состав на советот, нов состав на раководството и таму да почне темелно чистење и темелно менување на луѓето што таму работат, за да може да дојдат луѓе кои се луѓе од слободата и кои ќе почнат да го промовираат јавниот интерес во Република Македонија. Тоа е тешка задача, но тоа е заради тоа сме ние тука, нели? Јас само да го надополнам Бојаровски во поглед на оно што праша како се согласуваат на се тоа. Значи јас имав ситуации кога работев во Сител да доаѓаат прилози кои што ги нарачуваа. Едниот дури беше и во една од бомбите за случајот Гостивар, каде што јас одбив да го емитувам. Има многу такви прилози кои што сум ги одбил и она е тоа што Бојаровски ви го кажуваше, тоа е интегритетот. Дали ќе се согласиш да бидеш соучесник во се тоа или ќе се дистанцираш по цена да останеш и без работа. Така што јас воопшто не ги поддржувам и не ги оправдувам колегите кои ќе решат, ама знаеш што, јас имам семејство. А што имам јас? Значи сите ние имаме семејства. Така што тоа е повеќе соучесниство отколку пишување, оправдување дека ама знаете заради екзистенција морале. Мораме само да се задржиме на она што е слобода и мораме да се задржиме на тоа што се стандарди и да ја одработиме професијата естански така како што треба. Бидејќи се разликуваме од оние во другиот камп таму пред собранието и по тоа што знаеме малку различно да мислиме меѓу нас и слободно зборуваме за тоа. Ја мала само полемика со Бојаровски сакам да кажам, да направам. Прво се разбира дека е исклучително важно да се опстои на тој дел од овој план за реформи во Македонија што веќе и европски план и е неспорно дека треба се стави акцентот на јавниот сервис, бидејќи точно забележува Бојаровски, легитимитетот на притисокот и на акцијата тука е поголем, затоа што тоа е по дефиниција медиум што му припаѓа на народот. И бидејќи тој во овој момент е ненароден медиум, нема ништо со народот, тоа е медиум огласна табла на власта, политички легитимна е акцијата и притисокот да се постигне тоа. Иако и самиот Бојаровски кажува дека ќе биде исклучително тешко тоа се направи.
Не е само до промената на раководниот тим. Ние сите сме свесни дека ќе биде исклучително тешко било каква промена се направи во било кој, ако сакате, владин ресор. Замисли бојарските те стават за министри за внатрешни работи, еве денеска и имаш време до април нешто да направиш. Ја мислам дека најмногу што ќе стасаш до секретарката ќе стасаш да бидеш министер и можеби уште да не знам, уште еден началник да потфатиш под своја вака. Сето друго ќе биде мисловна именка, бидејќи веројатно е слична ситуацијата, не сум бил во таа куќа со години во македонска телевизија, немам зашто да таму, немам пријатели, немам со кој да правам муавет, ама препоставам дека иста сликата е таму, дека се укопани 14 ката, нели, колка е, може и 16 ката кукава е телевизијата, над земја и уште толку под земја. Така што ќе биде исклучително тешко, а и ќе има и разочарување и после, затоа што ја пак секогаш се трудам да видам малку, да се видам себе си и другите во слична ситуација. Ќе има многу разочарување и кога ќе настапат промените. Во секој од нас чучи по некој цензор, по некој лошо човече, по некој што сака нешто да направи, некој што лесно може. Многу од нас, дел од нас имало периоди кога и биле. Јас додуше можам да кажам дека немам еден ден на власт поминато откако сум новинар. Така се случило, но има луѓе што биле заедно со власта и имаат и вакви такви искуства. Сакам да кажам дека промените треба да во телевизијата треба да бидат, во јавниот сервис треба да бидат системски и долгорочни. Значи зафатот треба да биде голем, како со багера, не со лопата. Не знам колку во тоа ќе се успее, но дури да се успее максимално, за мене има еден поголем проблем. Пак не го решаваме прашањето, проблемот на артикулација на политичкото мислење во земјата воопшто. Ние вака велиме ние. Во Македонија имаме две доминантни идеологии, политички мислења, политички филозофии. Едната е, како ја вела, демохристијанска, нели? И таа на некој начин е таква десна. Ја повеќе ја нарекувам идеологија која одговара на држава која е православна џамахирија. Да речеме, прилика тоа би била Македонија сватена по идеологијата на ВМРО ДПМН. И постои некоја лева, социјалдемократска, либерална идеологија, да речеме недозавршена, нејасна, но со некакви назнаки на ова. Сега природно е тие идеологии, тие интереси да наоѓаат простори да се манифестираат и во медиумите. И јас знам медиуми кои се демохристијански денеска. Во наводници кога ставам тој збор, секој сака да го условно знаеме, ги редиме. Значи, медиуми кои се за многодетно семејство, против абортус, за едноставно против ЛГБТ заедницата и така натаму, едноставно за тој систем на вредности. Ние ги знаеме тие медиуми. Дали има други медиуми со спротивна идеологија? Дали има такви медиуми? Дали имаме такви мејнстрим медиуми? Прашањето е како тоа мислење, таа идеологија, освен преку слободните социјални мрежи, како низ мејнстрим медиумите кои имаат неспорна моќ, да се разбереме, инаку не би ги купувале овие. Зашто би се труделе овие ако се е до Фејсбукот и до Твитерот, што би трошил пари Груевски да купува национални телевизии, тоа 4-5 и ова половинкава да ја докупuje после. Што би го правил тоа? Зашто би се мачал околу таа работа? Поради тоа, јас мислам дека имаме посериозен проблем. Немам, како да ви кажам, формула како ќе се реши тој проблем. Едноставно очекувам дека и политичките партии од опозицијата ќе се обидат да анимираат, да манифестираат волја, да го разберат медиумскиот простор, да мотивираат ентитети, да ги јакнат медиумите кои постојат, да се обидат да ги развиваат, да вршат притисок. Например, можеби не можеме да освоиме сега една телевизија со Стојанче на чело, отидеме и да ја освоиме онака и да влеземе внатре, да ги скршиме камерите и ништо да направиме, тоа може не можеме да го направиме, но можеби во овие дискусии можеме да разговараме за една национална концесија плюс, за некое системско решение што ќе му возможи на некој бизнисмен или некоја група новинари да
да покренат нешто, да направат нешто што ќе биде поимпактно од она што е сега. Ние вака не е точен податок дека за бомбите не слушнале. Многу луѓе мислам дека имаше податок дека 80% и повеќе од луѓето слушнале за содржините на бомбите. Значи вакви никакви слаби, неаки, измачени, какви што сме вака, како што не зафркавате овие од спротива, такви сме реално, успеваме да постигнеме нешто. Дајте да размислат тие што може да размислат и што сакат нешто направат во периодот што преостанува, тоа не е многу, ама не е ни малку, да направат нешто повеќе. Инаку без тоа не бива работата. Само сакам нешто на ехото на Бранко, само да додадам, кога зборував дека окупацијата на медиумите е успешна, приказна, во исто време мислев на тоа дека тоа не е приказна од која не може да се учи. Значи, може да се учи од таа приказна, сега... Јас само сакам да му реплицирам на Геро во поглед на МРТВ. Мислам дека не ни требаат ниту булдожери, ниту 15 ката горе и 15 подземја. Јас сум бил натре, нема 15 ката подземја, одма ќе ти кажам, Геро има 2 ката, има студија доле за снимање. И мислам дека е многу едноставно. МРТВ можеме да ослободиме од тие кои што ја заробија. Значи, кога ќе ги трнете тие кои што ја заробија МРТВ и што ги заробија медиумите, мислам дека многу полесно ќе дојде да дојдеме и до стандарди и до така како што треба да се работи. Добро, сега да ве чуе председателот Иванов, ке рече ова е само ваша перцепција. Така што... Саша? Како е со микрофонот? Јас од таму ќе дадам. Аха, од таму. Не, чекај, седи. Ти добиеш помал микрофон. Само сакам да прашам. Овде на бината имаме искусни новинари, но имаме само еден одговорен уредник, па ја сакам уредникот да го прашам нешто. Знаеме каква е ситуацијата, сите тоа што го кажавте, тоа 100% точно сите го знаеме и се согласуваме, навистина е очевидна ситуацијата, но да видиме што правиме со тоа што го имаме на располагање. Дали сме доволно ефективни? Сакам да го прашам уредникот на Слободен печат и на Плюс Инфо. Тој има на располагање 20 до 30 новинари. Може би претерувам, тој ќе каже колку точно има новинари под својата палка. Зошто тие новинари не ги гледаме поактивно на пресовите на владата и на министрите? Зошто не поставуваат пожестоки прашања? Зошто не ги соочуваат министрите со бомбите? Зошто таа тишина таму? Само јас како некој лудак се мамам по тоа, паркинзите се бркам со министри, никој друг нигде ги нема. Зошто ги нема тие? Вашите новинари, кои што сепак вие сте сериозна институција, вие имате грантови, имате илјадници евра кај вас, имате опрема, гледаме дека дошле кај вас и нешто плячкале, кај мене да дојдат нема ништо да плячкаат, само ќе дојдат, ќе се свртат и ќе се отидат. Едино ако нема утепат, ако ме фатат таму, значи на лице место. Значи прашањето ми е зошто вашите новинари се толку тивки и зошто кога веќе јас направив неколку ударни прашања, вашиот медиум Плюс Инфо не ги пренесе, туку ги изигнорира сите мои 20 до 30 прашања и до премиерот и до министрите. Добро, Саше. Мери знае дека интервенирав да ти го дадат микрофонот, можеш немаше да добиеш, така. Се шегувам. Јас го ценам и мене ми е многу забавно ова твое, како нарече, лудаштво, односно овој екзибиционизам што се случува по пресконференции и така натаму, и тоа треба да го има. И во една колумна, ако се сеќаваш, напишав дека нели и покрај се јас нели волтеровски го бранам твоето право да бидеш лудак, ако сакаш да бидеш лудак и екзибиционист. И тоа е окей. Тоа е неспорно. Инаку, но не мислам дека тоа е новинарство што создава импакт. Значи, не мислам дека е тоа нешто што ги менува работите. Новинарството е нешто повеќе од една кратка екзибиција која ќе предизвика
внимание од 2 минути и после ќе се заборави. Ако си еве те поканувам да дојдеш во Дневниот весник да ги видиш моите 20-30 новинари и илјадниците евра ги чуваме во еден сеф, не можеме уште да го отвориме, се мучиме, ама ќе го отвориме некој ден. Но ќе дојде за нешто друго да се обидам да ти покажам. Може и Бојаровски, тоа бидејќи заедно предававме на Високата школа за наставство, ти го објасни ако не ти е пријатно кај нас да довагаш. Значи, медиумот е начин на мислење. Значи, медиумот е еден весник, еден портал, една телевизија, е, како да кажам, една средина во која гледачот, читателот, следбеникот се наоѓа себе си во сите аспекти на своите интереси. И сега тебе тоа ти изгледа чудно, меѓутоа, например, еден на телевизија не може да обстои без филмови, јавен сервис не може да обстои без емисии за деца, нели, бидејќи има посебен интерес, весник не може да има без крстословки, например, без вести од светот, без вести од културата, и во тој поглед ние сме навистина слаби и нејаки медиуми. Ти се обиде да покренеш Дневен весник и потреа 7 дена. И свати, мислам дека се видовме во една прилика скоро, свати што е проблемот на тоа. Не е тоа истрче пред камера, направи двоструко салто, тоа е интересно. Денеска, утре, задутре. Четвртиот ден веќе кога ќе трчаш по министриве не беше интересно, тоа е здодевно, ќе стане, тоа е нешто веќе видено. Поентата е што тоа е нешто што треба да го работиме секој ден. Медиумите, самиот збор кажува, нешто што представува канал низ кој се артикулира мислењето на луѓето и се создава мислењето на луѓето. И тоа е многу сериозна работа. Тоа не е нешто што може да се направи со онака, со трик. Нели, помочучари и трикова, како се викаше. Не бива таа работа така. Пробано е, видено е, може да се постигне резултат. Сите ние портали имаме. Стави на портал едно видео, не знам, со полупорно содржина и ќе има 100.000 клика. Денес ќе завршена приказната. Но што е тоа? Значи, така како што јас се обидувам да те разберам, очекувам и ти да се обидеш да разбереш што прават луѓето, нема да трчаат новинарите и да рипат и да прават екзибиции, бидејќи ние не мислиме дека така треба да се работи. А го почитуваме твоето право, се воодушевуваме, се забавуваме и ќе продолжиме така да правиме и ќе биде многу интересно. И ќе си останеме во опозиција до крај така, после ќе си тераме уште 20 години. Саше, уште екзибиционизам или? Не. Не, само... Вие ќе мора да привршиме. Да. Јас кога направив шега на моја сметка дека правам лудости, не мисле стварно дека правам лудости, мислам дека не е воопшто лудост да го прашаш премиерот дали разбира што е срам, што е морал, што е достоинство. Го прашав министерот за економија како ги крадат парите, бидејќи имаше на снимките како ги делат парите што ги крадат. Тоа воопшто не е, господин Гировски, лудост. Тоа е најнормално да отидеш како новинар и да го прашаш имате ли срам, имате ли морал, имате ли достоинство. Исто го прашав и поглаварот на МПЦ дали не смета дека премиерот кој што се слика 10 пати дневно дека тој човек е најголем грешник оваа земја, дека ги прекажува сите Божји заповеди. Тоа воопшто не е лудост да ги прашаш и мислам дека е жално што вие поради некоја лична нетрпеливост со мене не сакате да ги пренесувате тие мои видеа на Плюс Инфо. Тоа го пренесува Либертас, Бриф и многу други портали, но само вие еве сте најпаметен. Мислите дека се вие знаете. Тоа е ваше суета и едно его што мислам дека не е корисно во медиумите, особено кога сме малку и се бориме против режим. Но тоа е ваше мислење и терете како што знаете. Добро, секој има различен пристап. Герој Нарцис. Не, мислам дека секој има различен пристап во она што го кажува, може истиот ефект да се постигне и на овој и на оној начин, зависно од медиумот, зависно од новинарот. Нас ни истекува времето, доколку некој има друг прашање, нека повели, да. Нема што да одговори. Ќе одговорам. Ајде нека одговориш на сега. Добро да дадам. Кратко ќе одговорам еве.
Значи, разликата меѓу нас и куририте и курирското новинарство ќе биде по тоа што нема да се однесуваме како курири. Секој има право да размислува на начин како што размислуваме, да работи како што работи. Ние не мислиме дека треба да се однесуваме на таков начин, а за тоа какви се резултатите, има бројки, има податоци, има мерења, импакт, влијание и така натаму, и тоа може да се, секој може да го види, да го дознае. Добро вечер. Ги поздравувам новинарите што се денеска панелисти. Би сакала да поставам прашање. Само сакав да кажам дека би била посреќна да сме во некое време кое прашањето би се однесувало на нивен коментар на интервјуто на Умберто Еко. Само тоа се веќе фини уметности, ние не сме во таа состојба да разговараме за неговото последно интервју. Значи, само сакам да прашам, пошто ги познавам одамна, ми биле едукатори на официјални семинари, на групи, дали и понатаму ги подпишувате сите оние презентации од кои што ние сме учеле за новинарство, дали господинот Геровски ја подпишува книгата Биди новинар, дали Антоновски и Бојаровски своите презентации се уште ги подпишуваат, и во некои посреќни времиња кога се надевам дека повторно ќе бидете едукатори, колку внимание ќе посветите на говорот на омраза? Тоа ќе ви биде точка, тогаш не учевте за такво нешто, сега најверојатно голем дел од тоа ќе биде дел на вашите презентации. Значи, блиц прашања до Бојаровски, сервисот за проверка на фактите го водите сега. Дали некој учи од тоа? Вие таму хируршки прецизно сецирате, дали учат младите новинари, дали ви се јавуваат да ви кажат ова е добро. Антоновски, дали вас некој од колегите се јави со емпатија кога, искористаме еуфемизам, го згаснавте проектот Ние? Со толку посветеност го работевте. И до господинот Геровски, дали не постоеше некоја правна заштита кога нема тука еуфемизми, бевте изфрлени од импресумот на Дневник, вестникот што го основавте? Имавте една колумна која што имаше голем одек, дали имавте други правни средства да се изборите да се врати тој импресум, пошто ние не сме од вчера, значи историјата се гради, не сме рибникар фамилијата и политика, но сепак Дневник е нешто што остави трага во македонското новинарство. Ви благодарам на сите. Можеме ли? Може. Само на кратко, да. Но да бидеме попрецизни, значи не го водам проектот, туку сум дел од луѓето што учествуваат во него, други го водат, Метаморфозис фондацијата. Да, исклучително влијание, многу млади луѓе, многу колеги се јавуваат, велат дека многу учат, многу го читаат, дури повеќе од тоа што очекував. Она што сакам да го кажам и фино што ме потсети за тој тип на едукација. Јас пак во тонот на тоа да бидеме оптимисти колку и да е ваква ситуацијата, знаете како на крајот од краиштата ќе се паметат, сепак ќе се памети доброто новинарство. Говорот на омраза, да, за жал не го видовме тогаш кога пред 10 години кога предававме, кога зборувавме за тоа, но сега препознаваме и сакаме да кажеме дека секогаш ќе укажуваме на тоа кога слободата на изразувањето и каде е границата кога од слободата на изразувањето се оди во говорот на омраза. Тоа ќе биде една од лекциите на која многу ќе треба да посветиме внимание. И оној оптимистички дел со кој сакам да завршам, Мери ги спомна наградите. Последните награди што ги додели Европската комисија, Европската унија во Република Македонија за истражувачко новинарство, двајца новинари од тројцата добитници, прво наградениот и двајцата второ наградени, двајца од тие новинари беа дел од школите во кои јас учествував и Геровски, и ние сме заради тоа многу горди на таа работа. Затоа што сепак тие новинари со нивната работа Мери и Билјана Николовска, не Мери, Сашка, Сашка Цветковска и Билјана Николовска во Телма направија исклучителни приказни, вклучувајќи го тука и Љубиша Арсич, нели, исклучителни приказни кои по својот квалитет во голема мерка го надминуваат она што е медиумско ѓубре во Република Македонија, кој преовладува. Ама квалитетот на овие три новинарски истории во голема мерка, тие се како, разликата е како небото и земјата кога ги споредувате. Само тие три приказни со сето ѓубре на куририте.
Добро, јас ќе бидам краток во однос на кога ќе ги трнеме оние кои што го овозможуваат и го подхрануваат амбиентот на говор на омраза и на она што ни се случува денес, кога ќе ги обесхрабриме и кога ќе им посочиме дека тоа не може така, значи кога ќе изворот кога ќе го уништиме затоа што се останато е последица, мислам дека ќе биде многу полесно, нема да има ниту венци фрлање, нема да има ниту палење џипови затоа што ќе ги најдеме тие кои што фалат и тие кои што фрлаат венци и тие кои што убиваат редакции, значи многу едноставно, дали сакате или не сакате да го најдете. Тоа е едната работа. Втората работа, кога им кажав на една меѓународна конференција дека мојата емисија после 10 години ја доби највисоката државна награда и дека после тоа е укината, ме прашав во која држава живееш, па ние наш новинар кој ќе добие највисока државна награда за новинарство. Ние уште 2 години го шетаме низ цела држава и се фалиме дека нашиот новинар, нашата редакција, нашата уредувачка политика добила признание. Така што веројатно тие ќе треба да одговорат. Инаку никој не се јави да праша што се случи и како се случи. Во интервјуто на Умберто Еко што го спомна, ја прочитав едно парче и целото интервју го прочитав преку колегата, профилот на колегата Бранко Тричковски. Умберто Еко зборува за тоа колку треба да биде жестока критиката. Но жестокоста е една работа, а новинарското ѓубре или лумпен новинарството е нешто сосема друго. Во тоа име сакам да искористам шансава да ве поканам во петок. Сега ќе последите сите точно во кое време. Во ГЕМ во Менада ќе се промовира книга на колумни на Бранко Тричковски. По мене денеска најплодниот, најжесток, ако веќе инсистираме на жестокост македонски колумнист. И тоа е на што можеме да, јас што можам да се пофалам дека тој начин на квалитет може да донесе нешто што се нарекува, нели, добро новинарство. Инаку за Дневник немам што многу да кажам. Немавме начин да ја спречиме таа глупава одлука на менаџментот да го трне од списокот, да не трне. Ние така си замислувавме дека вечно ќе останеме на страница како основачи на Дневник, но тогаш многу бев нервозен, многу бевме сите лути, не само јас, бидејќи се струши на традиција, а денеска му благодарам на Срđan Керим што ја донесе таа одлука, бидејќи не би сакал да ми стои моето име во овој Дневник денеска, никако тоа, никако по никој цена. Ви кажам, јас не знам, најчесто сум песимист кога ќе седнам на вакви трибини, меѓутоа сум оптимист кога ќе станам, некако ми се влева некоја надеж. Мислам дека пред нас е долг период на транзиција, кој што, не знам, државата поминува низ толков период на транзиција, новинарството мислам дека го чека уште подолг, меѓутоа на вистина сметам дека Македонија има новинари со интегритет, личен и професионален, како што кажа Бојаровски, на кои што ќе дојде времето да го преземат приматот во медиумската сфера во Македонија, и тука ќе нагласам без разлика која владеачка структура е на власт, бидејќи новинарите се тие кои што треба да ги следат секој чекор на власти, да ги откриваат грешките. Во случајов немаме такви медиуми или се многу ретки, така што срекнаш сум што имаме колеги кои што докрај се подготвени да се борат за ова, кои што се докрај подготвени да го бранат интегритетот на професијата, и сметам дека само така ќе може да издржиме и да изградиме, се надевам еден ден нешто подобро. Ви благодарам многу на сите што зедовте учество. Мислам дека нема време, дека не. Добро. Ние имаме време, снимателите. Снимателот не може да упаѓала блиндата дека се стимнува. Одамна се пријави, дозволете најпрвен да се представам. Ќе ви кажам зошто. Јас сум хирург по занимање, по професија. Ние хирурзите ги решаваме проблемите со резови, со операција. Новинарството ги решава или не ги решава проблемите, или сами се решаваат со дебати, разговори, статии, пишувања, но добрите новинари имаат во секое време доблест и храброст да го напишат она што е вистинито. Значи, они мораат да баратаат со вистината. Ако еден новинар настрада заради тоа што навредил
под наводници, некој си функционер и за тоа е казнет, а гледаме граѓанскиот сервис и останатите владини сервиси редовно го лажат и го навредуваат сиот народ, целата држава, не одговараат. Што е тоа? Да се запрашаме, каде одиме? Кој е одговорот? Одговорот е слободни медиуми. Кога ќе биде тоа? Веројатно во некоја блиска иднина, веројатно по падот на јавниот сервис, кој што е број 1, од тука се почнува па натакај. Останатите сервиси, тие се приватни. Тие можат да пишуваат се и се што, да кажуваат се и се што, но јавниот сервис е тој кој што ние сите мораме да го плаќаме. Тој мора да известува вистината, било каква да е. Тој е за народот и мислам дека во иднина ќе имаме некоја вистина, но да се надеваме. Веројатно ќе биде оној ден кога најголемиот патриот на нашава држава, во нашава држава, Никола Груевски, ќе го направи последниот патриотски потез да си даде оставка, што каже еден новинар. Толку ќе заврши. Добро, доколку нема друг прашања, ајде. Добро вечер и од мене. Како е можно ваква дебата за состојбата во медиумите да се одржи без присуството на председателот на ЗНМ? Каде е тој? Тој би морало да е тука присутен. Зошто го нема Селмани? Прашањето е до сите четворица. Јас не знам кој ги канеше гостите и зашто не знам дали воопшто бил поканет и дали ја прифатил дебатата. Да, може требало да седи у публика. Или да, Да. или може би Ова е спонтано. Да. Не, добро е прашањето, ама знаеш како. Организаторите ние сме поканети тука, зашто не го поканиле, не знам. Но добро е прашањето заради тоа што тој треба да биде тука, да не слуша. Така е, да. ви благодарам уште еднаш. Ајде, пријатно.